Почитувани гледачи, добар ден, ја поздрава спортската сала во Куманово, каде што за неколку моменти треба да започне првенствениот напревар од 17-тото коло во втората футсал лига, а во која ќе се сретнат домашниот тим екипата на Биџо и тимот на Кратово. Напреварот во спортската сала, според моја процека, го следат некаде околу 100 љубители на фудбалот, а вообичаено пред почетокот на овој директен пренос составите на двете екипи. За екипата на Кратово денеска ќе настапуваат со број 12 Зоран Јакимовски, број 2 Бобан Начковски, број 5 Никола Јовановски, број 7 Горан Арсовски, број 8 Александар Стојановски, број 1 Стефан Павловски, број 6 Дарко Мирков, број 11 Давид Филипов, број 14 Мартин Трајчевски и со број 17 Дарко Ивановски. За домашниот тим екипата на Биџо вообичаена постава на голот со број 1 Иван Стојановски, број 4 капитенот Александар Накиски, број 6 Кристијан Златковски, број 7 Никола Петкоски, број 8 Владислав Илич, број 2 Андреј Николовски, број 5 Давид Спасовски, број 8 Драган Ѓурѓевски, број 14 Александр Бојковски и со број 15 Валери Ѓорѓиевски. Судијска тројка на денешниот напревар, односно судијска двојка се извинува на денешниот напревар, главен судија Ѓорѓи Карајанов од Гевгелија, а втор судија е Доне Ристовски, исто така од Гевгелија, додека делегат на напреварот е Томо Белевски од Скопје. Значи, ова е 17-то коло на втората футсал лига. Подсетување во досегашниот тек на првенството, екипата на Биџо има 10 победи, 3 нерешени средби и 1 пораз. Додека екипата на Кратово се наоѓа на 6-тото место со 20 бодови, односно со учинок 6 победи, 2 нерешени средби и 5 порази. Напад на гостинскиот тим. Топка за Горан Арсовски. Начковски. Топка за Биџо. На клупа на домашниот тим стандардно тренерската двојка Ивица Тодевски и Зоран Ивановски, додека на клупата на Кратово е Александар Стојановски. Домашниот тим вообичаено започнува со она најдобра петорка, со број 6 голгетерот Кристијан Златковски, со број 7 Никола Петковски, па со број 10 Владислав Илич, со број 4 капитенот Александар Накевски и на голот вообичаено Иван Стојановски. Златковски, Илич, добра интервенција на Начковски. Пресинг на домашниот тим преку целиот терен. Некој да фрлиме еден мал поглед на табелата во втората лига. Екипата на Биџо пред 2 недели доживеа неочекуван пораз во Тетово против тимот на Шкендија со 4:3 и моментално сега табелата изгледа вака. На првото место е Саса Македонска Каменица со 34 бодови, Биџо е втор со 33 бода, меѓутоа и овој напревар денеска доколку домашниот тим победи, тогаш ќе има 2 бода предност во однос на директниот конкурент. Лошо платена топка кон Горан Арсовски, Накески, Арсовски, еве може за брз противнапад да видиме и нема проблеми за Иван Стојановски. Подсетување во првиот дел од првенството во Кратово овие две екипи одиграа исклучително интересен напревар во кој екипата на Биџо со доста мака славеше 6:4.
Јовановски не успе да ја зафати ова топка и капитенот Накевски, па Илич. Одлична топка за Накевски, еве шанса и во последен момент добра интервенција на Александар Стојановски, контрнапад на Кратово, кој траеше многу кратко. Силно темпо наметнува домашниот тим уште од првата минута. Домаќинот нема избор, мора да забележи победа. Начковски, изворена топка, еве шанса. Слабо биеше Горан Арсовски, а добра беше интервенцијата на Иван Стојановски. Еве сега контрнапад уште еден на гостинскиот тим, меѓутоа нема ништо. Илич, Накевски и сигурна интервенција на гостинскиот голман. На голот на Кратово е Стефан Павловски. Дали имаше таму играње со рака? Реагираше судијата од Гевгелија, топка за Кратово. Арсовски, Петковски, со број 8 во игра во домашниот тим е Драган Ѓорѓевски. На местото на капитенот Александар Накевски. Инаку домашниот тим на денешниот напревар е ослабнат. Повторно во екипата го нема Марто Живич, кој полого време има една непријатна повреда и се уште не е до крај залечена. Начковски, Арсовски, поштеднаш Начковски. Е сега напамет одиграно, контрнапад Петковски. Тука има прекршок. Петковски, Илич. Помина 6 минути од првото време, му без голови. 17-то коло од втората лига, Биџо Кратово. Биеше Кристијан Златковски, кој во досегашниот тек на првенството е најдобар стрелец на домашниот тим со вкупно 26 постигнати голови. Игра во голема форма фудбалерот на Биџо и еден од најзаслужните за успесите на неговата екипа. Опомена за Златковски поради овој прекршок. Зема залет Горан Арсовски, бие покрај десниот дирек. Забележувам таму дека на повреда се жали Александар Накевски. Поради тие причини мораше да седне на клупата, да се одмори малку. Да се надеваме дека не се работи за некоја посериозна повреда. Петковски. Слаба додавање од Илич. Изворен удар со глава и прекрасна интервенција на Иван Стојановски. Ја регистрираме првата поголема шанса во 7-та минута на преорот, а ја пропушти Горан Арсовски. Останува 0-0. Овој пат многу непрецизно. Петковски. Илич. Златковски. Па топка на спротивната страна Ѓорѓевски. Уште еднаш Златковски. Петковски. Домаќините комбинираат, барат вишок да го заврзат голот на Кратово. Златковски. Петковски. Илич.
Ѓорѓевски. Инаку екипата на Кратово се наоѓа во средината на табелата без некои поголеми шанси за врвот. А и што се однесува до обстанокот, оваа екипа веќе има го обезбедено, така да тие немаат никако оптоварување да денешниот направ, може да играат многу слободно, без некој поголем грч. Еве сега удар и прв обид вистински на Кристијан Златковски, домашниот тим води со 1:0, точно 8 минути и 5 секунди од напреворот и еве во вистински момент Биџо постигнува гол. Со број 14 измена во домашниот тим игра влезе Александра Бојковски. Исто така уште еден млад надежен фудбалер на домашниот тим, а всушност и целата екипа е млада и талентирана со одличен потенцијал за наредните години. Сега Кратово игра пресинг преку целиот терен. Се обидуваат гостите да ја освојат топката и во тоа успеа. Накески. Неверојатно се е во ред со неговата повреда. Се врати многу брзо на теренот. А со број 5 во Биџо во игра е Давид Спасовски. Бојковски, Накески. Многу интелигентно решение се обиде да пронајде Накески, меѓутоа за малку оваа топка не стигна. Инаку подсетување во следното коло, кое ќе биде и последно пред разигрувањето, односно во така наречениот плей-оф, вистински дерби напревар во последното следно коло, екипата на Биџо ќе гостува кај директниот конкурент Саса Македонска Каменица, а на тој напревар на Кумановскиот состав ќе му биде доволен еден бод да го сочува првото место на табелата. Инаку токму вчера во Куманово екипата на Саса славеше победа над вториот представник од Куманово, екипата на Форца, со убедливи 7:2. Бојковски, еве убава шанса, меѓутоа во последен момент добра интервенција на Давид Филипов. Сега една мала теренска иницијатива на екипата на Кратово. Филипов. Мирков. Па со број 11 уште наш Филипов. Еве сега може за противнапад Накески. Добра контрола на топката. Изворен е потег на Накески. Тука очигледен прекршок прави Давид Филипов. Измена во Биџо, излегува Ѓорчевски. На негово место во игра се враќа со број 10 Владислав Илич. 11 минути од првото полувреме. За сега домашниот тим нешто подобар и заслужено води со 1:0 со голот на Кристијан Златковски во 8-та минута. Слаб удар, обид на Дарко Мирков, меѓутоа не успеа сега нова шанса и премногу грешки прават домаќините. За сега гостите тоа не знаат да го казнат.
Бојковски да видим дали ќе стигнува топка, успеа, меѓутоа слаб удар. А на спротивната страна се реваншира и Филипов. Многу непрецизно над голот на Стојановски. Измена во домашниот тим, играта ја напушти Давид Спасовски, на негово место Кристијан Златковски. Петковски, Златковски. Петковски. Штета, не успеа да исконтролира оваа топка, играше и со рака. Стојановски веќе назад. Илич. Не стигнала топка до Накески. А се обиде таму да проигра Стојановски и тој греши. Накески. Сега серија грешки на двете страни. Накески е упорен, ја оспева топка да видиме. И на крајот слаб удар, добра интервенција на Стефан Павловски. Јовановски. Петковски. Накески е сам. Премногу се местеше и сега контранапад на Кратово. Начковски. Добра контрола на топката на Горан Арсовски. И топка за Стојановски. Бара тренерот Додески да се смири малку играта. Домашниот тим нема причина да брза, барем за сега има водство од 1:0. Златковски, Петковски, Илич. Илич, многу голема грешка на Илич. Еве шанса за Кратово и прекрасна интервенција на Иван Стојановски. Силно темпо во овои моменти форсираат и двете екипи. 14-та минута од првото полувреме. Петковски за малку не стигнува топка до Илич. Златковски. Ѓорѓевски, изворена комбинација, да видиме и прекрасен гол. Велемајсторска комбинација и стрелец на голот Владислав Илич, 14-та минута и сега Биџа има добро водство од 2:0. Тайм-аут бара гостинскиот тренер Александар Стојановски. Домашниот тим води со 2:0. На чистеното коло, последно, екипата на Биџа ќе гостува во Македонска Каменица, ќе игра против тимот на САСА. На домашниот тим ќе после муштинаш му е потребен еден бод да го освои првото место, а потоа следува така наречената плей-оф фаза, во која првите 4 екипи ќе разигруваат и на крајот најдобриот ќе се пласира во Суперлигашката футсал елита. Според квалитетот, екипата на Биџа има најдобар состав, па реално да се надеваме дека на крајот на првенството ќе се вратат во најсилното футсално преварување на Македонија. Заврши тайм-аутот и продолжува на преворот. Со број 14 во игра за прв пат во екипата на Кратово е Мартин Трачевски. Арсовски. Евидентен прекршок на Ѓорчевски. Во право се судиите.
Начковски. Јовановски. Уште еднаш Начковски. Арсовски. Трајчевски. И овој пат напамет одиграно. Топка за домашниот тим. Ке подставим уште еднаш. Златковски во досегашниот тек од првенството има постигнато вкупно 26 голови. Вистински лидер на оваа екипа. Фудбалер со изворен потенцијал. Премногу сега Арсовски ја држеше оваа топка. Да видиме сега дали овој напад на Кратово ќе донесе некое возбудување. Арсовски. Начковски. Не стигна ова топка до Јовановски. Златковски. Ѓорѓевски, Петковски, Илич. Илич. Изворен удар и изворена интервенција на Стефан Павловски. Покажува и голманот на Кратово дека е одличен чувар на мрежата. Петковски, Илич. Петковски, Ѓорѓевски. И на крајот тоа треба да е топка за Биџо. Така е. Удар на Златковски и во последен момент добра интервенција уште еднаш на Петковски. Иницијатива на домашниот тим сега се обидува да го скрши комплетно отпорот на гостите од Кратово, да поведе со 3:0 и практично да го реши овој направот. Златковски, уште еднаш Петковски одлично брани. Благодарејќи на голманот на Кратово, домашниот тим не води со убедлива предност. Златковски уште еднаш. Сега добра интервенција на Горан Арсовски. Ѓорѓевски. Петковски. Добро решение Илич. Ево под превисока топка за Златковски. 17-та минута од првото полувреме и Биџо води против Кратово со 2:0. 8 минута 1:0 Златковски, 14-та минута 2:0 Илич. Јовановски, Стојановски, Начковски, двојна комбинација и сега судијата Доне Ристовски го поменува Ѓорѓевски, а слободен удар тоа ќе биде за Александар Стојановски. Да видиме. Одлична интервенција на Давид Спасовски во последен момент спаси гол. Трае нападот на Кратово. Арсовски. Сега премногу таму Стојановски чека и на крајот сгреши. А тайм-аут бара тренерот на домашниот тим Ивица Додевски. Инаку во оваа коло, покрај овој направар и што споменав пред малку дуелот Форца
Саса кој заврши со победа на гостинскиот тим од 7:2. Се играат и на преварите, во Тетово играат Шкендија Богородица и во Велевски се сретнат екипите на Гемиджи и Цико. Седумнаесет минути и 22 секунди од првото полувреме. Значи, влегуваме во финишот на првиот дел, во кој домашниот тим сосема заслужено води со 2:0. Спасовски. Начковски. Еве сега идеална шанса и какво промашување на Горан Арсовски. Имаше чиста 100% ситуација, меѓутоа биеше над голот на Стојановски. Во секој случај гледаме интересен, возбудлив и динамичен напревар. Првото полувреме може да добие преодна оценка за квалитетот. Накевски, Спасовски. Се лути домашниот тренер. Не е задоволен од играта на неговата екипа во овие моменти. Накевски. Спасовски. Лошо проигрување. Веднаш измена ќе биде направена, ќе влезе во игра Никола Петковски, неверојатно на местото на Давид Спасовски. Арсовски, Начковски. Стојановски, па Арсовски, уште една Стојановски. И да видиме што е досудено. Најверојатно имаше играње со рака и опомена таму за клупата на Биџо. Лошо извршена измена, недоразбирање на клупата на домашниот тим и еве сега идеална шанса за Кратово да намали на 2:1, 18 минута и 36 секунда од првото полувреме. Да видиме дали гостинскиот тим ќе успее да искористи ова ненајдена шанса. Така е, гол со број 7, Горан Арсовски намалува на 2:1. Се лути тренерот Ивица Додески на првиот судија Ѓорѓи Каренов од Гевгелио. Меѓутоа, напреварот продолжува. Шанса за Биџо со број 14, одличен удар на Александра Бојковски, меѓутоа во првото полувреме мора тоа да го потенцираме. Најдобар поединец во екипата на Кратово е одличниот голман Стефан Павловски, кој имаше досега неколку интервенции на спротивната страна и Иван Стојановски ги покажува своите квалитети и одлична интервенција. Опомена сега и за помошникот на Додески, тој е Зоран Ивановски. Нема причина домаќините сега да реагираат. Премногу нервозен на теренот во овие моменти. До крајот на првиот дел точно 54 секунди. Сега беше пресилна топка кон Давид Спасовски. Сега комплетно нова екипа на теренот за домашниот тим. И уште еднаш Иван Стојановски изворена интервенција. Сега Кратово во финишот на првото полувреме иницијатива се обидува гостинскиот тим да се врати во напреварот, да изравни на 2:2 и да го направи овој напревар уште поинтересен. Нова грешка на Накевски, многу грешат домаќините. Шанса и неверојатно што промашува сега Начковски.
До крајот на првиот дел уште 30 секунди. Нов удар. Бојковски, малку шанса сега домашниот тим да здивне по овие силни налети на екипата на Кратово. Арсовски, Начковски. Повторно Начковски. Ево сега преседно патена топка. Накевски и во последен момент одлична интервенција уште еднаш на Павловски. Последна секунда, уште една до крајот. И тоа е крај на првиот дел. Интересен напревар. По првото полувреме екипата на Биџа води со 2:1 со головите на Златковски и Илич, а стрелец на голот за гостинскиот тим беше Горан Арсовски. Почитувани гледачи, малку пауза, па се враќаме на почетокот на второто полувреме. Почитувани гледачи, почеток на второто полувреме од напреварот од 17-тото коло од втората футсал лига. По првиот дел домашниот тим води заслужено со 2:1. Уште еднаш да подсетиме на стрелците. 1:0 Златковски, 2:0 Илич, а стрелец на единствениот гол за екипата на Кратово беше Горан Арсовски во финишот на првото полувреме. Првиот дел, како што реков, и во финишот може да добие преодна оценка. Видовме интересен, возбудлив напревар. Екипата на Кратово се представи во одлично издание и домашниот тим се уште на некој начин ја нема осигурена победата која му е потребна за да избие повторно на првото место во второлигашката конкуренција. Ке подсетам уште еднаш, моментално на првото место екипата на САСА Македонска Каменица со 34 бодови, Биџа втор со 33. Но доколку домашниот тим денеска забележи победа, повторно ќе има 2 бода предност во однос на директниот конкурент. Подсетување уште еднаш, судијска двојка на денешниот напревар е Ѓорѓи Карајанов од Гевгелија, како и Доне Ристовски, се така од Гевгелија. Делегатно на овој напревар е Томо Белевски од Скопје. Напреварот во спортската сала во Куманово го следат некаде околу 230 до 150 гледачи. Слаб интерес, меѓутоа да се надеваме дека кога ќе почнат оние плей-оф клучни напревари, спортската сала во Куманово ќе биде повеќе исполнета. Илич, Златковски е идеална шанса и уште еднаш изворена интервенција на Стефан Павловски. По моја проценка ова веќе е негова 6 или 7 добра интервенција. Тоа треба да биде корнер, да, тоа го забележи судиската двојка. Начковски. Не успеа Арсовски, па Илич. Одличен удар, малку несигурна интервенција на Иван Стојановски, корнер за Кратово. Накевски. Премногу комплицира сега таму пред собствениот гол. Иницијатива на Кратово во овие моменти. Уште еднаш посетување во есенскиот дел. Екипата на Биџа славеше тешка победа на гостувањето против оваа екипа со 6:4. Петковски, фантастична интервенција на Павловски.
Помина 2,5 минути од второто полувреме, Биџа води со 2:1. Стојановски, Златковски, Стојановски, па Јовановски, Начковски, Стојановски, Јовановски, Арсовски. Сега домаќините повлечени на својата половина. Идеална шанса и изворена интервенција на Иван Стојановски, останува 2:1 за Биџа. Неочекувано тежок напревар за домашниот тим. Гостите се представуваат во одлично издание во досегашниот тек на овој напревар. Илич. Добро повлече напред Илич. Меѓутоа премногу сакаш и сега 3:1 еве шанса за Кратово и не успеа да ја прифати баш најдобро оваа топка Никола Јовановски, некој беше ова многу опасна ситуација по голот на Биџа. Златковски. Нова грешка на домашниот тим. Начковски. Нема прекршок, симулира таму гостинскиот фудбалер. Накески. И многу лошо додавање кон Златковски. И во вториот дел силно темпо наметнуваат двете екипи со многу трчање. Петковски, Златковски, 3:2, еве шанса за Биџа, да видиме. Златковски, Накески, каква промашување, станува 2:1. Се редат шанси на двете страни, меѓутоа за сега без гол во второто полувреме. А поминаа 4 минути од вториот дел. Не може да ја стигне оваа топка, Горан Арсовски, пресилно упатена. Во игра со број 8 Ѓорѓевски на местото на Кристијан Златковски. Начковски. Добра комбинација и добра интервенција на Илич во последен момент. Евидентно е дека во вториот дел екипата од Кратово е многу поопасна. Петковски. Ѓорѓевски. Поштенаш Петковски. Илич. Премногу грешки направија домаќините во второто полувреме. За сега тоа гостите не знаат да го казнат. А поминаа 5 минути во вториот дел и натаму Биџа води со 2:1. Накески. Ѓорѓевски. Петковски. Илич. Добра комбинација, да видиме. Накески. Одлична блокада. Тоа беше со број 6 Дарко Мирков. Петковски, еве идеална ситуација, 3:1. Мајсторија направи на Накески, а Петковски рутинирано ја смести топката во голот на изворениот денеска Стефан Павловски. 26 минута, Биџа води со 3:1. Начковски. Арсовски. Уште еднаш подсетување, домашниот тим на денешниот напревар е ослабнат. Повторно во тимот го нема Марто Живич, кој поради повреда не е во состојба
да ја помогне на својата екипа. Изворена шанса уштена за Кратово, добра интервенција направи на Стојановски, а потоа во последен момент добро реагираше и Ѓорѓевски, останува 3:1. Добар направа гледаме во спортската сала во Куманово. Штета што нема повеќе публика на овој направар, бидејќи и Биџо и Кратово за сега се представуваат во вистинско издание. Начковски нема прекршок, играта продолжува во соброј 5 Спасовски. Имаше прекршок и сега без потреба се лути гостинскиот фудбалер, имаше класичен прекршок, жолт картон за Бобан Начковски. Во оваа ситуација апсолутно во право е судијата Доне Ристовски, имаше чист прекршок и го регистрираме првиот жолт картон на преворот, а го заработи Начковски. Треба споменеме дека судиската двојка Карајанов и Ристовски за сега изморен да го води овој напревар. Поминаа 7 минути од второто повреме, Биџо води против Кратово со 3:1. Во вториот дел видовме за сега еден гол, а го постигна Никола Петковски. Стојановски. Начковски. Се врати во игра со број 6 Златковски. Златковски добро повлече напред, не успеа Бојковски, а во напад тргнува Јовановски, односно се извинувам, тоа беше со број 6 Мирков. Стојановски. Лош прием на Начковски. Ѓорѓевски. Сега домашната клупа бара малку да се смири играта. Нема причина да се брза. Биџо има добро водство од 3:1, што е гаранција дека домашниот тим ќе успее да стигне до планираните 3 бода. Но да се чекаме, има уште 12 минути до крајот на овој напревар. Обид од десната страна биеше со број 7 Горан Арсовски. Страјес најди својниот гол за Кратово. Бојковски. Нема прекршок, играта продолжува. Начковски. Ова беше многу лош удар. Каква грешка на Петковски. Златковски, изворена интервенција, нова шанса за Биџо, да видиме. Ѓорѓевски. Златковски, 4:1. Втор гол на голгетерот на Биџо. Дваесет и осма минута од второто повреме, домашниот тим води со 4:1 со вториот гол на Златковски на денешниот напревар, или вкупно 28 гол во првенството. Златковски, Бојковски не успее да ја прифати оваа топка, во последен момент одлична интервенција на Павловски. Златковски, Бојковски, дали ќе стигнува топка. Во последен момент се исплатеше во негова упорност. Уште еднаш подсетување, во следната недела се игра последното коло во втората футсал лига. Вистински дерби напревар, екипата на Биџо ќе гостува во Македонска Каменица, ќе се сретне со екипата на Саса.
на овој напревор на домашниот тим ќе биде потребен и бод да го осигура првото место, а тоа ќе значи и стартна позиција број 1 во пресет на плей-оф разигрувањето. Во секој случај ќе престојат вистински возбудувања во втората футсал лига, а вие почитувани гледачи ексклузивно на К3 телевизија ќе ги следите сите напревори на оваа екипа до крајот на правенството. Начковски, Петковски, Златковски, Начковски, Стојановски и да видиме тоа ќе биде корнер. Не сепак се извинувам. Топка за голманот Стојановски. Накески, Илич. Одлично решение на Илич и во последен момент добра интервенција на Горан Арсовски. Помина 10 минути од второто полувреме. Биџо води со 4:1 против екипата на Кратово. 2 гола за домашниот тим постигна голгетерот Златковски, а по 1 Петковски и Владислав Илич. Стрелец на единствениот гол за Кратово Горан Арсовски. Илич. И натаму Илич. Арсовски. Начковски. Јовановски. Начковски од спротивната страна не успе да погоди. И натаму силно темпо форсираат двете екипи. Начковски. Не успе таму да помине Горан Арсовски. Добра интервенција повторно на Ѓорѓевски пред голот на Биџо. Еве сега Петковски. Инаку за време на викендот, почитувани гледачи, има доста интересни напревори во спортската сала во Куманово, најпрвен утре во 19 часот кошаркарите на Куманово ќе го пречекаат тимот на Работнички, вистински дерби напревар во кој Куманово ќе атакува на победа, а во недела во 14:30 уште еден кошаркарски напревар во спортската сала во Куманово. Екипата на Михайловски ќе го пречека тимот на Црн Дрим од Струга. Значи за време на викендот доста интересни напревари во Кумановскиот храм на спортовите. Стојановски. Арсовски. До крајот на преворот уште 8 минути. Имаше туку играње со рака, судиите не реагира. Упорен е Петковски, не му дозволува на Стојановски да изнесе оваа топка. Расчистува Илич. Домашниот тим е на прагот на својата 11-та победа во правенството. Фаулиран е Никола Петковски. Златковски. Златковски фантастична интервенција уште еднаш на Стефан Павловски. Убедливо најдобар поединец во екипата на Кратово. Да не беше тој на голот на гостинскиот тим, домашниот тим мислам дека имаше предност од најмалку 5-6 голови. Накески во стилот на големите мајстори, сепак не успеа да погоди.
и евидентен прекршок. На повреда се жали Кристијан Златковски, фолиран беше Никола Јовановски. Еве прва интервенција на дежурниот лекар на овој напревар. Да се надеваме дека секој биде во ред со Кристијан Златковски. 28 постигнати голови во досегашниот тек на првенството, вистински лидер на екипата на Биџо, голгетер на домашниот тим, а воедно и голгетер на втората футсал лига. Мислам дека не е ни потребно понатаму да влегува во игра, може да се одмори, да биде сочуван за следниот неделен напревар против екипата на Саса во Македонска Каменица. Ѓорѓевски, пак топката за Стојановски, Начковски. Мощно итро решение на бекот, односно фудбалерот на Кратово, меѓутоа внимателен беше и Иван Стојановски. Мора да споменеме и голманот на Биџо, кој во есенскиот дел имаше неколку изворени партии на голот на Кумановскиот тим. Всушност целиот тим на Биџо во есенскиот дел, а и во пролетниот дел играше одлично. Единствена слаба партија беше пред Венелик, како што реков и во првото полувреме, кога неочекувано загубија во Тетово од екипата на Шкендија со 4:3. Стојановски, Начковски, Арсовски, Топовски удар, меѓутоа многу непрецизно. До крајот на преворот, уште 6 минути, Биџо води против Кратово со 4:1. Судејќи според настаните на теренот, домашниот тим е на прагот на многу значајна победа. Арсовски. Накевски. Ѓорѓевски. Во последен момент одлична блокада на Начковски. Удар од аголот за Биџо. Илич. Петковски. Уште една Илич. Накевски. Петковски. Во последен момент спаси Павловски, Арсовски и натаму Арсовски. Премногу ја држи оваа топка фудбалерот на Кратово. Стојановски, Јовановски, па уште на Стојановски. Начковски, Петковски, Начковски, можеше да бие, меѓутоа премногу чекаше. Уште еднаш добра и сигурна интервенција на Никола Петковски. И да видиме тајм-аут бара тренерот на домашниот тим Ивица Додецки. 36-та минута
од второто време, нешто уште 4 минути до крајот, екипата на Биџо води со 4:1, подсетување уште еднаш на стрелците на головите. Во првиот дел 1:0 Кристијан Златковски, 2:0 Владислав Илич, во финишот на првото полувреме кратово намали преку Горан Арцовски, а во вториот дел 3:1 Никола Петковски и 4:1 втор гол на Кристијан Златковски. Екипата на Биџо со оваа победа ќе има 36 бодови, а второпласираниот тим на САСА ќе има 34 бодови. Во секој случај, ова ќе биде апсолутно заслужена победа на домашниот тим, кој, ако се погледне реално во овие 36 минути, беше подобар противник, меѓутоа и тимот од Кратово денеска изненади со својата одлична игра, беше на некој начин достоен ривал на домашниот тим. Илич во игра со број 5, прв пат на денешниот направор е младиот Валери Ѓорѓиевски. Фолираше Никола Јовановски. Ѓорѓевски. Златковски. Ѓорѓевски. Петковски и прекрасен гол. Прекрасен гол на Никола Петковски, 5:1, 36-7 минута. На крајот можево да биде и убедлива предност, односно убедлива победа на домашниот тим. Втор гол на Никола Петковски. Арсовски. Илич. Нов напад на Биџо. Да видиме дали ќе има и шести гол. Ѓорѓевски. Илич. Шанса нова и покрај десниот директ. Останува 5:1. Јовановски. Нова шанса и не успеа Бојковски. Одлично второ полувреме од страна на домашниот тим, кој успеа да ја зголеми својата предност и сега да води со 5:1 на 2,5 минути до крајот на овој направар. Интересен обид беше тоа на Дарко Мирков, а не успеа да помине младиот Валери Ѓорѓиевски. Направар со многу трчање и двете екипи покажа добра физичка подготвеност. Илич. Бојковски. Арсовски. Не ја прифатила топка, Никола Јовановски. Бојковски. Ева да видиме шанса и имаше тука груб прекршок. Фаулиран беше Андреј Николовски. Уште еден млад и талентиран фудбалер од поставата на Биџо. Сега на паркетот една млада, комплетно нова екипа на домашниот тим, па ја и може да тренерот Додевски да им пружи шанса новија фудбалери, затоа што неговата екипа веќе има обезбедено 3 бода на овој напревар, води со 5:1.
Начковски. Добра интервенција на Валери Ѓорѓиевски, а не успеа Андреј Николовски. Многу лошо напамет одиграно. Топка упатена беше тоа кон Давид Филипов. Спасовски. Спасовски. Арсовски. До крајот на преворот уште 55 секунди. Финиш на овој дуел. Биџо на крајот ќе забележи убедлива победа. Арсовски. Филипов. Многу лошо упатена топка, немаше проблеми за Иван Стојановски. Андреј Николовски. Спасовски. Бојковски, топка кон Валери Ѓорѓиевски. Николовски, Спасовски. Добра замисла и во последен момент одлична интервенција на новолезениот Дарко Ивановски. Упорен е Спасовски и сепак топка за Кратово. За екипата на Кратово ова ќе биде 6-ти пораз во првенството. А за домашниот тим, како што реков, 11-та победа во сезоната. Филипов не успе да смири оваа топка. Ова е последен напад за екипата на Кратово. Крајна на преворот, изворено интересен напревар, ефикасен. Екипата на Биџо забележува важна победа од 5:1 против Кратово. Се надам, почитувани гледачи, дека и вие со внимание го проследите овој интересен напревар. Благодарам за вашето внимание и останете понатаму со програмата на К3 телевизија.